Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе пробам да направиме еден краток видеозапис во однос на она што се очекува за објавувањето на инфлационата стапка утре на 13 јули. Ќе покажеме каде може истата да ја видите и ќе покажеме што истата може да значи во однос на тоа што се очекува на пазарот и како пазарот би реагирал во едната и во другата ситуација. Тоа што прво би сакал да покажам, значи околу долар индексот, ако се сеќавате во претходното видео доколку сте го гледале, покажавме дека од овој триаголник, доколку имаме пробив, се очекува цената да достигне до оваа мета. Доколку сте гледале нашите претходни видеа едукациони, значи метите во однос на триаголници се земаат од највисоката точка под прав агол до долната страна на триаголникот, со тоа што истата од моментот каде што цената ќе пробие нагоре, добиваме поле каде што цената ќе достигне своја мета. Како што можеме да видиме, тоа и се случи, со тоа што истата мета кореспондира и со Фибоначи секвенцата од оваа корекција која што беше последна во претходниот раст. Од истата имаме достигнување до првата мета, но затоа што се уште немаме направена корекција од овде, затоа веруваме дека овој раст ќе продолжи во оваа Фибоначи корекција, односно нагоре, и веруваме дека ќе се придвижи барем блиску до можеби и следната мета, со тоа што мора прво да пробие оваа граница на 109,78 вредност, со тоа што значи, е многу битно дека проби над ова поле. Ако се сеќавате, ќе се вратиме назад да покажеме од каде ова поле потекнува. Значи, доколку не сте гледали нашите претходни видеа, значи ова поле е оформено од ова спротивна свеќа на падјачката вредност на DXY уште во 2002 година, со тоа што ова е на некој начин многу јако поле на отпор, кое што видовме дека му требаше некое време на доларскиот индекс да го пробие, но не заборавајте дека моментално има голем интерес за купување на долари со оглед на фактот дека доларот моментално е на некој начин најсилното нешто што може да го имате поради ситуацијата во светот. Ќе објасниме зошто и како. Значи, како што можеме да видиме, цената се движеше во овој канал нагоре, после завршувањето на оваа триаголна формација, и ова е уште еднаш она што се обидуваме да го кажеме, дека една формација не значи дека цената не може да се движи во комбинација од неколку формации, како што можеме да видиме во овој случај. Значи цената не само што се движи во овој канал, туку истата успеа и да го пробие. Значи по овој ретест веруваме дека цената ќе продолжи нагоре, но се зависи од утрешните информации за инфлацијата. Чисто на кратко да погледнеме, значи гледате колку е на некој начин oversold. Значи имаме моментално вредноста на RSI е 76,5, додека сток RSI е комплетно препродаден, но да не забораваме дека VWAP само што почнува повторно да се враќа над нулата, значи гледате дека имаме корекција до и сега моментално се движи повторно нагоре. Се уште имаме на некој начин во движечкиот бран, во плавиот бран на моментумот на движењето, се уште имаме простор затоа што сигналната и базичната линија се раздалечени една од друга, што значи дека тоа не значи дека не може цената да продолжи нагоре во oversold некое време како што беше овој период овде, ако се сеќавате. Значи може да продолжи буквално со вакви мали корекции нагоре во солиден период, затоа што моментално ситуацијата на пазарот тоа го покажува. Со тоа што јас овие конструкции нема да ги бришам затоа што многу од вас некогаш ги гледат овие видеа за прв пат и добро е да се покаже од каде се тоа дошло и како ние сме го нашле, затоа што тоа е начинот да можеме да ви покажеме дека техничката анализа на вистина делува и дека она моментално ние што го правиме е вистинска наука, не е нешто што ние си го измислуваме. Сега, значи да не забораваме дека со утрешниот податок кој што ќе го добиеме, значи утрешниот податок за инфлација за месец јуни на територијата на Америка, значи за жал целиот свет моментално гледа во овој чарт поради тоа што значи како сето тоа функционира. Моментално за жал Обединетите американски држави се најголемата економска сила на светот. Блиску следени од Кина, со надеж дека конечно ќе ги престаса, за да немаме целосна монархија на економскиот свет во глобала од една држава. Со тоа што значи Америка моментално го наметна доларот како резервна валута низ целиот свет, што значи дека многу од државите дури да не сакаат мораат да држат долари како резервна валута, затоа што тоа е на некој начин гледате, значи тоа ви е некаква стабилност која што може да добиете што не може вашата валута да ви ја понуди. Тоа е како нашата валута која што е директно врзана со еврото. Сега
моментално за да видите колку станува јак доларот, ќе ви покажам вака. Значи, доларот, еврото моментално во заменето во македонски денар е 61,34. Да видиме што се случува докога го смениме тоа во долар. 61,30. Значи, моментално дојде до момент каде што доларот и еврото се иста вредност. Може да замислите колку јак стана доларот. Значи, моментално доларот и еврото се иста вредност. Еве, само да го ставиме да видите за што станува збор. Значи, 0,999. Ова е буквално на некој начин незабележително. Значи, толку е моментално јак стана доларот, затоа што е светска резервна валута, која што сакале или некеле е многу подобро да имате отколку да ја немате. Значи, некои држави, затоа што ја немаат, мораат да прогласат дефолт, односно да банкротираат поради тоа што немаат резервна валута, затоа што моментално Федералната резерва ги повлекува доларите од светската сцена со цел да ја намали инфлацијата поради тоа што беа испринтани преголем број на долари. Значи, доколку не сте го виделе тоа, има видео во нашите едукациони видеоблог, каде што објаснуваме зошто биткоин ќе победи за разлика од доларот и останатите валути, каде што може да погледнете што уствари Федералната резерва направи во претходните 2-3 години, каде детално објаснуваме како непромисленото и непланираното принтање на огромна количина на доларски средства допринесе до ваков тип на инфлација, само затоа што Америка сама по себе немаше доволно средства за да ги покрие економските потреби кои што и беа наведени на некој начин со пандемијата, па за тоа си испринта колку и требаше пари и на тој начин дојде до оваа ситуација каде што моментално имаме скоро па двоцифрена инфлација на нејзината територија. Проблемот што е? Ако оваа инфлација е двоцифрена на нејзина територија, може да замислите колку ќе биде изразена кај оние кои што имаат доларот како резервна валута. Значи ќе биде многу повисока, како кај нас каде што официјалното е 14% инфлација. Замислете колку е реалната инфлација. Тоа како кога ќе ви кажат дека зејтинот и брашното поскапеле за 50%, но не се секирајте, официјалната инфлација е само 14%. Што, нели, нема никаква нормална врска со реалноста, но за жал така моментално стојат работите, никој не смее да ви дозволи да знаете дека инфлацијата е многу повисока од она што моментално го објавуваат, затоа што ќе настане општа паника. И тоа е нешто што не може да го смири власт. Сега, да се вратиме на моменталната ситуација, значи зошто е толку битно? Затоа што доколку го погледнеме во претходните, значи да видиме како се одвивала инфлацијата, значи Америка има зацртано дека инфлацијата мора да се држи до 2% највеќе, за да биде на некој начин економијата стабилна и да има постојан напредок. Со тоа што од 2021-2022 година, како пост-ковид години, можеме да видиме дека инфлацијата драстично пораснала. Што, чисто за да ви покажам зошто тоа уствари така, значи, гледайте, Америка моментално од ова е принтање на пари, значи, сега ова е на некој начин, гледате, значи, билиони од долари, така, значи, ова е 1000 билиони долари, така, со тоа што, значи, како се движи нагоре, така, значи, истекот на годините, гледате што се случило од практично 2015-та, што нели ова е далеко пред самата пандемија, но во овој последен период, значи од 2019-та па до 2021-та и 2-та година, значи Федералната резерва има испринтано повеќе пари од целата историја на принтање на пари на Америка без златната резерва. Значи откако се откажани од златната резерва. Значи замислете, само за 2 години испринтале повеќе пари од целата историја на принтање на пари во историјата на американските држави. Така, и сега замислете од каде потекнува. Ете, оттаму потекнува инфлација и затоа истите мораат да ги повлечат моментално. А за тоа да го направат, значи гледате, во последните 2 години имаме ова е значи, на некој начин средна вредност на инфлацијата, која што е добиена 2021 и сега моментално 2022, која што моментално највисоката е 8,6, но мораме да видиме како ќе се движи до крајот на годината. Сега, значи официјално за оние кои што сакаат да знаат, значи ќе покажеме што истото може да прес, но прво да покажеме затоа што имаше многу луѓе кои што сакаат точно да знаат, затоа што верувам дека сакаат да тргуваат, но јас како на некој начин водач на овој канал би препорачал тоа да не го прават, затоа што ваков тип на тргување е исклучиво за луѓе кои што знаат точно што ќе се случи. Значи колку и да претпоставуваме, не знаеме, затоа што ваков тип на информации може да бидат изманипулирани. Не заборавајте, ова е информација која што доаѓа од една институција, која што со наредба може да ја промени
како нив им одговара. Се разбираме? Значи затоа ќе ви препорачам уште еднаш. Јас ќе ви кажам кога точно ќе биде објавена, но не брзајте да тргувате во истиот момент затоа што може да зажалите. Значи може да се случи да тргне во обратен правец поради било која околност и да изгубите, посебно оние кои што планираат тоа да го направат со леверидж. Останува на вас, ризикот е ваш, ова не е финансиски совет, ова е само мое мислење, како сакате сватете. Сега. Официјално тоа ќе биде направено утре, на 13 јули, во 8:30 Eastern Time. Значи, јас овде како готовив конверторот на време, само чисто да видите, значи, локално време на Малта е исто како и во Македонија, односно 9:47 со 3:47 наутро. Што значи дека разликата е 6 часа. Што значи дека доколку тоа е објавено во 8 наутро, кај нас тоа ќе биде во 2:30 попладне. Значи, утре во 2:30 попладне, официјално на овој чарт овде, ќе биде пополнета оваа графа, каде што ќе стои точно колку представува инфлацијата за месец јуни. Затоа што потребни се барем 2 недели на институциите во Америка да ја пресметаат, значи да ги примат сите оние податоци за цените моментално во Америка и да пресметаат колку се качила или се симнала инфлацијата, за да може истата да ја објават барем 2 недели откако месецот завршил, со тоа што не заборавајте. Следниот Fed митинг ни е за 2 недели и 1 ден, на 27 јули, што директно ќе биде поврзан со тоа колку ќе биде инфлацијата на 13 јули објавена за месец јуни. Значи, зошто ви го кажувам ова? Ова ќе биде причинско последователен состанок на Fed, значи на Федералната резерва на Америка, на кој што ќе се одлучува дали треба да се зголеми или да се намали стапката, значи оние моментално стапки кои што ги добивавме досега. Каматните стапки со кои што тие даваат кредити фактички, значи даваат ново принтани пари на комерцијалните банки во Америка. Со тоа што досега, значи беше 3 пати зголемена, значи првиот пат на 17 март за 0,25%, вториот пат на 4 мај за 0,75%, третиот пат на 15 јуни за 0,75%. Со тоа што заедно имаме 1,75%, значи тоа е официјалната каматна стапка која што Федералната резерва ја наплаќа на сите оние комерцијални банки кои што позајмуваат пари од неа и на се она што имаат позајмено досега кои што треба да ги вратат. Сега, она што се очекува, значи ова се моментално анкетни информации за многу од учесниците во американскиот значи маркет од било каков тип, значи тоа се големи корпорации, поединци, економски професионалци и аналитичари на пазари, кои што даваат свое мислење за тоа колку ќе биде покачена или нема да биде покачена или намалена каматната стапка во следниот период. Со тоа што, значи 1,75 е моменталната, а на 27 јули очекуваат да биде покачена за 1 до 0,75 до 1, 5,2% од испитаниците, или 0,5 до 0,75, 94, односно 95% од испитаниците. Со тоа што и самиот Фед кажа на неколку состаноци претходно дека ќе се обиде да не биде повисока од 0,75% за да не дојде до буквално крахирање на економијата во Америка. Затоа што драстично зголемување на каматните стапки значи блокирање на целосната економија. Значи ова го објаснувам во секој видео, доколку сте ги гледале претходните видеа, знаете што станува збор, доколку не еве на кратко повторно ќе се обидам да го објаснам, затоа што има многу луѓе кои што прв пат ги гледаат нашите видеа. Значи, имаме инфлација и имаме развој на економија. Тие се две обратно пропорционални вредности кои што Федералната резерва на Америка треба да ги балансира. Со тоа што кога принта пари, ја зголемува инфлацијата, но со тоа помага на економијата затоа што значи вбризгува повеќе и повеќе пари во економијата и со тоа истата се развива и нели на некој начин секоја година добиваме позитивен GDP на американската економија. Но проблемот е што колку повеќе се зголемува инфлацијата, толку повеќе во одреден период, значи ова принтање на пари може да доведе до економски пресврт, значи драстичен. Затоа, значи кога ќе престане да принта пари и кога ќе почне да ги зголемува овие каматни стапки за да ги собере парите назад, за да ја намали инфлацијата, во исто време доколку тоа го направи драстично, значи ваквиот шортидж, односно кога немаме доволно пари во оптек на економската сцена, значи
прво психолошки делува на сите оние кои што се на пазарот да не ризикуваат, односно не превземаат ризици, не отвараат нов бизнис, не вработуваат нови луѓе, не сакаат да инвестираат, значи се затвараат и се обидуваат да го преживеат тој период додека значи Федералната резерва се обидува да ја намали инфлацијата и на тој начин, значи со таквото затварање доаѓа до отпуштање на луѓе, доаѓа до недоволно средства, значи на средната и на сиромашната класа фактички за да може да преживеат, значи сето тоа е фактички причинско последователно за тоа што колку помалку пари на пазарот, толку повеќе самите бизниси се обидуваат да заштедат, значи не се обидуваат да инвестираат, не се обидуваат да експанзираат. Значи тоа е обратно пропорционално затоа што во оваа ситуација е директно поврзано со она што ви го кажав. Значи во моментов доколку се зголеми за 0,75%, значи след ова е 27 јули, така? Значи гледајте што се случува досега. Секое зголемување, значи колку поголемо, толку повеќе допринесува за скок на доларската вредност во однос на оние 5 светски валути, каде што и се мери DXY индексот на TradingView. Сега, не заборавајте дека иако не, значи гледајте, одма после ставањето на значи на ваквата каматна стапка, зголемувањето, имаме корекција во двата случаи. Но тоа гледајте што се случува. Иако имаме корекција, значи она што ви го кажав. Не заборавајте дека ваков тип на стапка, значи на ваков тип на инструмент кој што го применува владата, не може да има дејство веднаш. Да, има дејство веднаш поради страф. Ова е тоа дејство. Значи гледате, овој скок на крајот, уште пред да се објави инфлационата стапка, е буквално направен поради страф. Значи луѓето од страв дека моментално инфлационата стапка некои шпекулираат дека ќе биде и двоцифрена, што е највисоко во последните 40 години во Америка. Значи доколку тоа се случи, они би сакале да имаат повеќе долари затоа што моментално доларот е најстабилен во однос на било каква валута или добро што може да го поседувате. Значи затоа се обидуваат да имаат што повеќе долари затоа што вредноста на доларот расте во однос на било што друго, иако инфлацијата е висока. Значи инфлацијата е висока, но доларот е најак во однос на било каква друга валута во светот. Гледајте, моментално доларот го стаса еврото. Значи еврото секогаш било пред доларот и тоа со солидна сума. Моментално доларот е еднаков на еврото, замислете. Значи успеа тоа да го достигне. Што пред 10 години доколку некој тоа би го кажал, би го сметале за луд. Сега, не заборавајте дека дури да се случи на 27 јули да се зголеми за 0,75. Значи ако имаме двоцифрена инфлација, голема е веројатноста дека ова може да биде и 1%, што е иако малку луѓе го очекуваат, но замислете што би направили. Тоа е единствениот инструмент кој што го имаат од овие алатки за да можат било како да реагираат на инфлацијата. А инфлацијата моментално, значи да ви покажам чисто за да видите, значи инфлацијата со овие досега поставени стапки, значи буквално гледајте, нема никаков ефект. Значи никаков ефект. До сега 3 месеци поред става зголемена стапка на каматни стапки на она што е позајмено на комерцијалните банки, а инфлацијата постојано расте. Значи има еден мал благ пат од 8,4 на 8,3 и повторно 8,6 во следниот месец. Значи се додека не добиеме за облување на овој индекс надолу, значи да добиеме солидна корекција, значи можеме да очекуваме дека Федералната резерва и понатаму ќе продолжи да го качува, значи овој индекс, односно оваа стапка на каматна стапка, со што можеме да очекуваме дека вредноста на доларот и понатаму ќе расте, а во спротивно вредноста на сите останати добра ќе паѓаат, затоа што доларот е против вредност на, значи фактички главниот чарт кој што било кој го гледа во моментов на биткоин да речеме или на било која криптовалута, како и на останатите индекси, е доларот. Што значи дека колку повеќе доларот расте, очекуваме дека криптовалутите, како и сите останати пазари, ќе прават корекција надолу. Што доколку мене прашувате, не е ништо страшно, значи после секоја депресија, после секоја рецесија доаѓа период на акумулација и потоа доаѓа период на следен булран. Со тоа што не заборавајте дека значи доколку ги споредиме S&P 500 индексите, доколку ги вратиме на неделно ниво, можеме да видиме дека ваквите, значи гледајте, ваквите булранови во S&P 500, значи доколку погледнеме на неделно ниво, ќе вратиме на месечно за да можеме да видиме подобра слика. Значи гледајте, булранот моментално на S&P 500 почнал во 2009 година, одма после
тоа беше уствари кризата со банките во Америка кои што беа презадолжени. Значи од 2009 година 2 март официјално имаме булран до 2022 година. Значи зборуваме за скоро 13 години булран. Значи не заборавајте дека секој булран мора да има корекција, а моментално корекцијата ја гледаме во тоа што, значи ако се сеќавате, ние веќе кажавме, ќе вратам на неделно ниво само на кратко. Значи објаснивме дека очекуваме да има корекција барем до ова поле на 0,5% ретракција од последната масивна корекција, која што би го вратило овој индекс негде околу 348 вредност, што моментално гледаме дека постепено се случува. Значи гледаме дека секоја корекција која што гледаме нагоре прави lower high, значи односно понизок врв од претходниот. Значи гледате, понизок врв од претходниот, понизок врв од претходниот и пониско дно од претходното. Што значи дека активно се движи цената надоле и очекуваме дека барем до овој дел мора да дојде пред да очекуваме било каква солидна корекција на цената нагоре и период на, да речем, акумулација, односно да се опорави едноставно самата цена. Со тоа што се додека имаме вакво движење на цената односно на вредноста на DXY индексот, очекувате дека сите други вредности на пазарот ќе крварат. Значи тоа многу. Затоа ќе бидам уште еднаш прецизен и ќе ви кажам, бидете многу внимателни. Значи може да се случи на пример да прогласат дека имаме иста инфлациона стапка. Со што доколку вие сте ставиле лонг шорт, например, доколку верувате дека цената на биткоин ќе продолжи надоле, ако става иста инфлациона стапка, можеби пазарот ќе се охрабри доволно за да направи корекција. Или обратно, може да очекуваме дека цената ќе падне нагоре, ќе падне надоле, а да се придвижи нагоре поради тоа што обратно од ова се случува. Затоа ви кажувам, ваквиот тип на податоци во моментот се нестабилни додека не ги добиеме официјално. А и кога ќе ги добиеме, гледате, значи 0,75% добивме и цената падна. Мислам, вредноста на долар индексот падна, а биткоин продолжи нагоре барем во краток период пред да се случи ова обратно движење на индексот на доларот. Затоа ви кажувам, значи, у ваков период, мене доколку ме прашувате, најдобро е чекајте на дип и правете DCA. Значи, затоа ви кажувам, не можете вие да едноставно е што не ги имате податоците кои што ги имаат огромните китови, оние огромни играчи кои што знаат точно што ќе се случи. Значи, еве сега ќе ви кажам прост пример. Значи, во Америка се шегуваат, а ова е жива вистина. Председател на нивниот, како да го наречам, оној парламент, званичен парламент, господја Пелоси е најдобриот трговец во Америка. Никогаш немала негативна трансакција. Значи истата постојано знае точно кога да купи, кога да продаде, точно знае што да купи, без разлика дали е акции во фармацевска компанија или е, не знам, некој нов тип на технологија на пазарот. Значи, оно што сакам да ја кажеме, тоа се луѓе кои што ги имаат овие податоци пред ние да ги добиеме многу. Значи, они знаат точно и кога треба да влезат и кога треба да излезат на пазарот. Затоа не можеме да се обидуваме да ги имитираме, затоа што кога тоа они го прават, ние не знаеме. Значи, многу од овие луѓе веќе имаат наместено точно што сакаат да инвестираат и каде, затоа што знаат што ќе се случи со оваа инфлациона стапка. Но тоа ние не го знаеме. Затоа ќе ве замолам уште еднаш, бидете внимателни со вашите пари, посебно немојте да користите леверидж не во вакви ситуации каде што цената може да тргне во било која насока. Од друга страна имате bull and bear trap кои што може да ги направат многу едноставно. Значи гледате дека цената експресно тргнала нагоре и наеднаш почнала да крахира у следните 5 минути. Затоа немој да очекувате дека можете да ги емитирате, не можете. Значи колку и да сте добри, едноставно ги немате ниту информациите, ниту инструментите кои што ги имаат тие. А единствена досега, значи секој што може да каже, значи било каков тип на друга стратегија, ја до сега не сум видел што може да каже дека има одлични резултати како DCA. Значи повторно, не дека ви кажувам ја што да правите вие со вашите пари, но DCA покажала дека на долг план колку и да манипулираат, што и да прават доколку вие ги знаете циклусите и знаете да ги определите, DCA секогаш ќе ви помогне да бидете во многу добар профит. Затоа ова не е спринт, ова е маратон. Мора да разберете дека ваквиот тип на тргување, доколку се движите како маратон и инвестирате во правилни периоди и моменти, може да бидете многу во профит, но тоа мора да го правите паметно и да следите. Значи не може само да се надевате дека ќе финансирате и по 10 години ќе дојдете и се ќе биде 1000% плюс. Значи најдобро е да следите и да научите, а тоа е најдобро да се направи во bear market.
конкретно само уште еднаш да напоменам во однос на цената на биткоин, значи нема да разговараме ништо во однос на цената на биткоин се додека не дојде моментот да видиме што ќе се случи со инфлационата стапка, затоа што еве да погледнеме на неделно ниво, имаме веќе солиден, значи ако се сеќавате претходно на неделно ниво бевме на дното на Болинџер бендот, кој што направи корекција и стасавме до оваа тренд линија која што држи цената надолу уште од март 2022 година, што како што можеме да видиме нема да ја задржи, значи ќе ја задржи повторно и гледајте, значи сега моментално Болинџер бендот е спуштен до вредност од $15,000, што ако се сеќавате е претходниот практично оној fake bull run кој што се случи во средината на 2017 до 2019 година, значи онаа корекција која што имавме, што значи дека голема е веројатноста дека цената на вистина може да се спушти уште сега до ова ниво над $15,000, но не заборавајте дека и да се случи тоа, значи максимална болка е многу подобра да се случи веднаш и брзо, отколку тоа да се одговлекува наредната година дена. Затоа што доколку имаме максимална капитулација во оваа ситуација, како што можеме да видиме во претходниот all-time high во ноември 2021 година до моментална ситуација во јули, значи ние имаме огромен спуст на цената. Само да измериме точно колку сега моментално е цената спуштена. Значи цената до оваа ситуација моментално е спуштена 71% и 72 да речеме прилика. Значи можеме од тоа што го знаеме до моментов, знаеме дека корекциите до сега во претходните булрани, како што измеривме, нели ако се сеќавате на видео за да видиме кои се практично временските зони во кои што се очекува нешто да се случи во bear и bull market, значи може да погледнете, тоа беше неколку видеа наназад, каде што точно покажавме дека отприлика година дена трае овој спуст до апсолутното дно. Значи во година дена отприлика веќе треба да биде определено апсолутното дно, што значи дека колку побрзо тоа се случи, толку побрзо ќе влеземе во практично акумулација и ќе почнеме да се движиме нагоре повторно до оваа акумулациона во која што очекуваме на вистина цената на биткоин да се држи во овој bear market највеќе, но мораме прво да го допреме дното. Сега, доколку измериме од апсолутниот врв до 15,000, значи стасуваме до износ од 81%, кој што доколку го споредиме со претходните bull маркети, ако се сеќавате веќе тоа го направивме, но ќе го направиме повторно за чисто за ваша информација. Значи од претходниот bull маркет до апсолутното дно вредност од 83%. Претходно имаме уште малку поголема вредност, негде околу 87, но ме разбирате што сакам да кажам. Значи доколку дојде до 15,000, тоа би било идентично со не идентично, но приближно до идентично со претходните два bull bear маркети, односно дното. И јас верувам дека овдека би можеле официјално да оформиме и значи дно за овој bear маркет. Повторно треба да видиме дали тоа ќе се случи. Мораме да видиме како ќе се движи инфлацијата, како ќе се движи се во наредните месеци, но верувам дека ова би било на вистина голема шанса за формирање на дно, затоа што имаме многу голема поттршка, како и податоци од претходните bull маркети кои што ни покажуваат дека е голема веројатноста дека ова може да биде потенцијалното дно во овој циклус. И да не забораваме, замислете да купувате биткоин на 15, значи во износ од 15,000 или па алткоини кога биткоин ќе падне до 15,000. Значи ќе ги купите за десетина од цената, ако не и помалку. Со тоа што повторно ќе напоменам, ова не е финансиски совет и доколку сакате да купите, држете се до blue chip алткоините кои што се, да речем, топ 15 и топ максимум топ 20, кои што навистина се покажаа претходниот булран, кои што навистина имаат шанса да обстанат во наредниот bear маркет, односно да го преживеат овој, bull маркет да го преживеат овој bear маркет. Сега, значи нема да правиме понатамошна анализа, ова е се што сакав да кажам, мораме прво да почекаме да видиме која ќе биде инфлационата стапка, според тоа ќе видиме како ќе се предвижи цената, затоа што тоа ќе биде утре и јас ќе пробам да направам после, значи фактички откако ќе ја добиеме оваа инфлациона стапка, ќе почекаме барем едно деноноќе да видиме како ќе реагира цената и според тоа ќе направиме анализа да видиме што можеме да очекуваме понатаму од самата цена, затоа што како што можеме да видиме на неделно ниво, ние се наоѓаме помеѓу 200 неделната и 300 неделната средна вредност, со која што 300 неделната средна вредност моментално е на вредност од 17,000 отприлика, што значи допирање на истата претходно значело
значи солидна корекција нагоре, како и дно на оваа корекција од втората половина од bear маркетот во 2017-2019 година. Значи тоа се случило само еднаш во целата историја на биткоин. Доколку се случи повторно, не знаеме како ќе изреагира и затоа мораме да видиме што ќе се случи, кога ќе се случи, затоа што цената повторно падна под 20.000, а доколку цената не може да се задржи под 20.000 како што можеме да видиме неколку пати до сега, голема е веројатноста дека очекуваме дополнителен пад надоле. Значи се ни покажува на дополнителен пад. Моментално очекуваме повисока инфлација, очекуваме Федералната резерва, гледајте, не се прашува дали нема да биде или ќе се намали. Се прашува само колку ќе биде зголемена. Со тоа што 0,75 е најголемата веројатност. Значи 0,75 е најголемата веројатност дека ќе се зголеми каматната стапка, што значи дека целата американска јавност, стручна јавност, очекува зголемување на инфлационата стапка, која што моментално ја очекуваме утре. И само за крај сакам да напоменам дека на 27 јули во 2 попладне ќе биде одржан овој состанок по кој што очекуваме конференција, што значи 6 часа подоцна ќе биде во 8 часот попладне на 27 јули, затоа што знам дека и ова сакаат многу од нашите гледачи да го знаат. Значи во 8 попладне на 27 јули се одржува состанокот по кој што ќе има пресконференција која што повторно ќе се објавам да најдам линк и да ја објавам, за да може во живо да видите која ќе биде стапката, затоа што знам дека иако се советуваме да не тргува, многу од луѓето на некој начин сакаат да си ја пробаат среќата, не е наше да кажуваме кој што да прави. Со тоа, значи ќе го завршиме ова видео денеска, само се обидов колку што можем пократко да објаснам, значи што очекуваме, значи што понатаму би можело да се случи, но ќе повторам, значи наше мислење како канал е дека очекуваме значи продолжување на падот, како на биткоин, така на целиот крипто пазар, така на сите индекси на берзите, затоа што инфлацијата не покажува никаков знак на запирање и ако дојдеме до двоцифрена инфлација, тоа ќе биде нешто што не сме го виделе во огромен период. Значи еве чисто да видиме кога тоа се случило пред да го завршиме видеото. Значи двоцифрена инфлација, доколку се вратиме назад да видиме кога во Америка имало последен пат двоцифрена инфлација, тоа е во 1981 година. Значи тоа е последен пат кога Америка испаднала. Значи тоа е последен момент и од тогаш никогаш не се приближила до двоцифрена бројка, со тоа што моментално сме најблиску што некогаш била во последните, значи фактички 43 години. Затоа ќе ве замолам за внимание, ќе ве замолам да обрнете внимание на пазарот моментално, затоа што е многу битно да видиме што ќе се случи и да бидеме тука да изреагираме соодветно, односно повторно ние сме спремни доколку имаме дополнителен пат и дојдеме до оваа граница на 15.000 да купиме повторно, затоа што може да се случи тоа да биде апсолутно дно и веќе да не ја допреме, така да и да не направиме веднаш видео, имајте во предвид дека толку цената се приближи надоле до 15.000, ова претходен all-time high, претходен локален хај на биткоин, очекуваме да купиме од оние алткоини за кои што досега разговаравме. Доколку не сте погледнале што планираме да купиме, имаме два апдейта на нашето портфолио. Доколку се придвижи цената, нормално ќе направиме, ќе купиме, потоа ќе направиме апдейт за биткоин и што понатаму очекуваме, откако ќе видиме како ќе изреагира цената со самата инфлација, а потоа ќе направиме и апдейт на нашето портфолио, доколку сме направиле купување фактички на криптовалути во овој сегмент на падање на цената на биткоин, но повторно не заборавајте дека станува збор за манипулиран податок кој што може да испадне сосема спротивно од она што сите го очекуваме. Значи не заборавајте никогаш дека ова е податок кој што испаѓа од една канцеларија. И таа канцеларија може што сака да направи. Значи официјалниот податок во Америка е дека двоцифрена инфлација е многу одамна. Но тоа не смее да се случи да се каже на јавноста затоа што ќе има општа паника. Затоа повторно ќе ви кажам, значи ваквите податоци се манипулирани, мораме да играме затоа што немаме друг избор, многу поголеми играчи ги одредуваат овие работи за разлика од нас. Ви благодарам уште еднаш на вниманието. Моментално се спремаме за протестот кој што ќе се одржи за 4 часа од сега, затоа што сега е 10 часот наутро. Се надевам дека оние кои што поддржуваат овој канал ќе дојдат со нас, кои што се на Малта, нормално ќе дојдат да ни се приклучат. Ќе се обидеме да изразиме мирен протест, мирен револт кон ваквиот
предлог од Франција за само укинување на нашата држава. Значи, на кој не му се допаѓа тоа што мешам крипто и Македонија, може слободно да се исклучи од нашиот канал, може да се одјави од нашиот канал, воопште не е проблем. Значи, мораме да запамтиме дека овој канал е првенствено за македонци кои што немаат друг начин да научат било што за крипто, а доколку македонци и Македонија не постои, тогаш нема поента да продолжиме и со нашиот канал. Затоа ќе ве замолам за поддршка, се надевам дека многу од вас ќе дојдете, кои што го следите нашиот канал, оние кои што не го следат, се надевам дека дома ги поддржувате нашите, да успееме да се избориме за нашата земја да биде самостојна и да биде достоинствена, па и да не влезе во Европска унија, да биде Македонија првенствено за македонците, а потоа за сите оние кои што сакаат да живеат во нашата земја. Ви благодарам на досегашната поддршка, се надевам дека ќе не поддржите и понатаму. Доколку некој е навреден ова, не планирам да се извинувам, тоа е моје мислење, доколку имате спротивно мислење, слободно може да го изразите каде сакате, јас го изразувам на мојот канал, затоа што е мој. И со тоа ќе го завршим ова видео, се гледаме во наредното видео кога ќе имаме повеќе информации за инфлацијата и инфлационата стапка во Америка. Имајте добар ден, поздрав од Криптогемиџија. И ќе повторам уште еднаш, никогаш Северна, само Македонија.